бабини деветини. И ти не се дедини десетини при. Знаеш оти? Ти мажите порано деле работеле нешто во живот. Не седеле вака по Facebook и по Instagram и мор. А не денешно време колку жените што зборат толку и мажите зборат. Толка сте за муабет. И бога ми гледам темата ве заинтригира сите подеднакво. Се прашувам зошто. Можда е до тоа како го викавме да не се навредиме. Ментето ни е такво многу јако ни. Така што во чест на ментето наше. И денес ќе продолжиме со бабини деветини пошто интересен муабето ми е. И нешто ми е јако луѓето што верват во одредени работи туку. Јако ми е како ги бранат човек. Значи не дај Боже да се погоди нешто слично да му се случи нив. Како нешто што слушнале некоја бабина деветина. Готово ба. Од тука натаму сите бабини деветини, сите вервања, сите чуда, све е така. Нема грешка. Јас на пример ни во шпици не вервам, ама ете морало да има. Требало најавна демек да ме најави. Што ќе ме најави, море секој ден визлегвам по 200.000 пати на сите можни платформи, уште најава ми треба. Ама добро, ај како што е редо ние да си ја пуштиме шпицата, да си ја почнеме муабет. Ајде бате, пушти. И првата бабина деветина која се работи за бременост денес е, ако нешто му се јади на жената трудно, а случајно во тој период не може да го најди или не може да си го дозволи, лижни си го прсто. Ти нели трудна жена не се одбива, така? Ни самата себе си не сме да се одби. Идеме како не можеш да го најди тој што сака, на прсто. Лиш му маваш и готово. Иначе ако не му маниш лиш, одма тука нешто се случува, не знаеме што се случува, ама нешто се деша. Затоа так, прсто и готово. Исто така ме коригираа за тоа со крадењето жени. Деме како укради трудна жена, ако мани нешто уши, после тоа треба се фати на некое место кај што не се гледа назад нико негде, забеле го на детето на тој дел. А на пример да не кради ако може. Сам пример велиме, знаеме дека трудна жена не се одбива. Ама да не се одбива за нешто за јадење, за крадење, бе. Тоа му е работата. Боже. И сите за тоа со крадењето знаат. За другите можи не знаат, ама за крадењето се знае. Шо ке беше ова менте лоповско е. Страшна работа. Исто имало некоја бабина деветина, трудната жена да не заспива кога заоѓа сонцето. Оти детето ќе заоѓа од плачење. Оти иначе ич нема да плачи дете. И до тоа еднаш што ќе заспиеш на зајди сонце, до тоа ќе би. Све друго како што треба прави, ама ако заспиеш на зајди сонце, готово ба. Не дека е тоа индивидуална работа, нема врска. Заспа на зајди сонце, со здравија си го носиш сирената низ до. Исто така трудница не требало да е со голема лајца, оти бебето ќе имало голема уста. Какви маки си имале старите. Исто пример да не галиш кучиња, оти детето залижано ќе ти било. Како е тоа залижано ќе ти види Господа чува. И да не играш со мачки многу, ти многу непријател, никој ќе ти го неки дете. Оти со мачка имаш игра. Оти иначе сите ќе ти го са. Детето ми ти твое прекрасно. Исто така не смеш ни да шутнеш мач. Оти детето многу влакнесто ќе ти бил. Значи мајко шо има шуткано не знам, ама лав да ми ти. И како го кажува тоа кога демек иначе нормално шуткај си ти, не е проблем. Ама кога си трудна не смеш. Ете пример исто има муабет и за исхраната. Пример трудница не смеела да јади риба. Е са некој велат оти касно ќе му прозборало детето, немало збора. Јас чисто сумлям, ама добро. Ај баш ќе видим. А други викат оти ќе ти се лизгало друго капиш како риба, демек не може да одржи. Се еве Аквамен, ќе се лизгал тој. Па да не прамуавет колку има бабини деветини кои се работи за дарвање, за земање бебето, за носење, за такви работи. По. Ете ќе почнеме со тој муштулуко што го дават таму по болница. Нели кога ќе треба се пораѓа жената, не треба мајка и да знае. После тој што ќе му се јави да му кажи, таа требала го дарва. Па тој што ќе ти кажи тебе како татко ти треба го дарва. Па после кога ќе дојди свекрвата требало да дојди да го земи малиот и другите ние неспособни сме го земе свекрвата треба. И кога ќе дојди свекрвата му се дава ова, ама кога ќе дојди бабата друга му се дава она, ама на мајка му, ама на детето, па мажот треба да дај на овај, па жената на онај. Што правите мо? Ами сега го ќе дават сите на сите, тоа е среќен момент. Зошто ги комплицирате работите? Овај на овај да дај, ама овај на овај да дај. Сите на сите нека дај. Кој колку шо има нека дај, шо ги комплицираат? На крајот на денот и никој на никој да не дај. Чудо голем фамилија. Нека има љубов, среќа, нека има кефој да се сите. Изгорени луѓето олкај за тоа давањето. Оти ако му дајш сигурно ќе биде среќно и ако не му дајш сигурно ќе биде несреќно, нема проблем. Па после од кога ќе земиш рековме нигде одење 40 дена и после 40 дена нели молитва се прави ова она и од кога ќе мани малото на молитва, ќе биде сигурно. Од тука вате обавезно одма во 3 куќи се носи. Зошто во 3 куќи никој не знае, ама во 3 да биде. Во кои 3 куќи
куќи, ти си знаеш. Оти ако не го однесиш во 3 куќи, леле мајко, оти луѓето во странство што не познават двајца во зградата го носат во 3 куќи, ама добро. Што разбират тие? Ние нашето менте е пуна. Па има некој клават црвен бел конец под креветчето на бебе, да ме глоша жена да не го фати или да не го види, не знам. Цел век ќе го штитат. Пусти мајки од лоши жени. Пошто за секоја мајка нормално секоја жена што сака синчето му го земи лоша. Оти сите жени иначе многу добри се. Секој ќе дојди некоја да му го земи синчето, тогаш таа е лоша. Узнај, не знам, то менте пусто наше многу чудно. Исто така не требало жена со менструација да оди кај бебето. Оти секој месец на тој ден кој ќе одела таа пошто имала менструација некоја му излегвале на детето. Чуда по сурат. Оти ако не одела таа со менструација немало да му излегват. Која е воопшто поврзаноста не знам, ама добро. Па кај жените не е едно. Ами коса, ногти, чуда, ова, она. Сега не требало ни косата да ја стрижиш дур си трудна да не му го скрати животот. Исто така не требало и да ја шатираш, оти шарено ќе излезел. Како побогу е косата поврзан, не можам да разберам. Исто така мајката не требало да се пресига по работа. Ти ќе му се издолжеле раце. Ко не баре лоша работа е. Значи се ќе измислат само за да не преништо жената. Ами то се подразбира се. Нормално ако има нешто земи ќе си го земи. Да не се пресегала, оти рацете му се издолжеле. Чудо, троко шпагети ќе си носи вака и ќе можеш после да си го стигни нештото без да се преси. Бонус ќе може шамар да удри од друга тасова. Пла! Ако се извинувам, заборев дека шамар денешно време е ерес. Но не сме да постои таква работа. Исто имало бабини деветини, например, ако не знаеш кој е полот на бебето и не ти се чека да почекаш таму колку се 12 недели, туку сакаш одма сега да го дознаеш, имало начини. Праша бабата и ќе ти каже. Пример начинот на кој лежиш, ако лежиш налево, машко е. Ако лежиш надесно, чупе. Вие нагрб што лежите, не знам шо. Валјда ќе се одлучи кој се роди. Има некој герданче нишат. Ако нишало напред назад вака машко било. Ако вртело круго и женско било. А машкото може и напред назад и лево десно и круго, ама добро. Исто и со одењето, ако ти се адело благо женско, но соленото машко било. Не знам колку е вистина, ама добро. Имало многу вакви, ама најако ми е со луко, брат. Значи ако ај трудна жена лук и ако му мириса низ порите, тоаш машко ќе било. Ако не мириса, женско ќе било. Демек женски дека јат лук не мириса. Само ради машкото бе, иначе кај мирисат тие нема шанса. Женско да мириса некаков мирис таков неубав. Нема шанса. А седи шо збора. Пето ми скојни да се мириса цело време мора. И чбуаве да не прави. Па колку има бабини деветини за млекото на жените, тоа е нешто страшно бе брат. Не преова да не ти секни млекото, не преона да не ти се оти, ако не ги направиш тие работи, загарантирано нема ти секни, нема проблем. Ете пример, не требало да те гледат други жени в болница кај што го дојш бебето, ти можеле да ти го украдат млекото. И за го речиш да му го украдиш млекото на жената, аз малце поинаку го замислувам тој процесо, не знам. Арно, ма не било комплицирано, само ќе речела 3 пат, кај тебе млекото, кај мене млекото, кај тебе млекото, кај мене млекото, кај тебе млекото. И после тоа цело млеко од кај тебе вака флук излези, кај неа ќе влези шлак. Та ќе има млеко, ти ќе нема. Нема една греш. Јас не знам кој ги мислува овие работи, оре алалда. Јас имам бујна имагинација, ама има некои луѓе стварно немат граници, немат размислувањата ни. Мислиш ова магија е во оние приказните? Шо зборам, јас има луѓе во магија што веруват. Јас демек нешто ќе кажам, ова и ќе се свестат луѓето. Нема проблем, нема Виктор. Ако ви убаво магија да си вервате, вервајте си, има магија. Магично ни е ментето општо. После имаш трудниците не смееле по ветро кога ќе дува надвор да одат. Оти лоши ветришта, да не ги оддува негде на друго место, ме све. Лоша работа е како ги дува тој ветро луѓето, чудо некој. После исто бебињата до година не требало во гледало да ја покажува. Ме интересира чисто информативно дали некој во свето се замара со вакви глупости или само ние сме на Балкан. А дефинитивно најјаката бабина деветина што имам слушнато во веко и најморбидна од сите е дека, пази ова, бебињата кога се смееле во сонот го колеле таткото, а кога плачеле ја колеле мајката. Абе вие, дали грам мозок имате со вакви муавети, бе, леле господе. Значи то тоцкавото, то што нема појма шо е шо во свето, кој се смеи во соно или кој ќе плаче има некој психопатски филм што му се дешават во глава. Абе шо вие море, олавајте малце. Бо урочен народ, еј. Чудна работа то ментето, немам да сватам. Сите се побожни и религиозни, се крстат од кола, вози она му црквата на 2 километри, тој од тука се крсти, пато ќе го люфни. Значи се ќе напрат, амин пишат под слики, чуда. После не верва во религијата кој дој нешто вакво, верва во некој бабини девети и некој што ги измисли. Исто и со адетите што се прат за празници, за свадби, за 90% немат врска со религијата, измислени се од луѓе. Останати како пагански ритуали што се вели. Ама нема везе, бат. Нема везе, ти ќе си се прекрстиш и ќе
клајч лукче таму негде што нема врска со муавето. И кога излегваш од дома ќе ја шутниш чашата водата вака за како вода да ти е лесен пато и ќе си се прекрстиш. Значи од сите страни си сигурен, и од религиозни и од пагански. Нема брат, не за џабе е речено. Не е болест се шо боли. Мислам дека доста е за бабините деветини околу бременоста, за другите што ги има милиарда за се останато ќе правиме муаве. Вие останете си на нашата програма, а со мене се гледаме наредна епизод. Поздрав, имајте убав ден.